Дај му на човек моќ, власт и пари и ќе го видиш неговото вистинско лице. Дали оваа мисла прецизно го опишува она што се со години се случува во Македонија? Уште незавршени, едни на прагот застануваат нови проблеми. Дали ќе излеземе од политичката криза која отвора нови патишта на раздорот меѓу етнички и национални, но и домашни пресметки? Која ќе биде цената што треба да се плати за излез од овој безизлез? Вечерва во 24 отворено го представувам лидерот на СДСМ Зоран Заев со новинарите Катерина Блажевска, Насер Салмани и со мене Младен Чадиковски. Добре дојдовте тука. Вам, почитувани гледачи, ви порачувам да бидете активни на социјалните мрежи. Вашите прашања за Заев ќе бидат дел од оваа емисија. Ве замолувам за конструктивност и без навреди. Тука е и публиката, мултиетничка и граѓанска, таква каква што е Македонија. Да почнеме со она што денеска е најактуелно и што се случуваше попладнево, господине Заев, средбите на Могерини со партиските лидери, со вас конкретно. Гледате ли после средбата со Могерини начин за излез од оваа пат позиција во која навлеговме? Добро, прво благодарам на поканата. Поздрав до новинарите овде присутни, до ова млада публика, до гледачите кои што не гледат. Убаво е да има дебати и ја користам приликата да ја поздравам и иницијативата за ваков вид на дебати. Денеска, според мене, е значаен дел за Македонија заради тоа што имаме висока представничка на Европската Унија за надворешна политика и безбедност, која што представува уште една само потврда за интересот на Европската Унија за овој Западен Балкан, посебно за нашата Македонија. Испратена силна порака и во нејзиното обраќање кон нас, лидерството на сите овие парламентарни партии со кои што имаше таа средба, дека Македонија навистина има големи шанси да ги придвижи процесите кон полноправно членство на Европската Унија. Секако да одиме со ред на работите, прво да ги решиме работите дома. Има големи шанси, но и големи опасности демнат на тој пат, како што сме сведоци овие денови. Така е. Постојат опасности, секако и предизвици, но преку тоа се гледа и капацитетноста на едно општество, на една држава, на граѓаните и политичарите кои што го водат. Многу е важно што негуваат позитивен однос кон Македонија. Со сите наши внатрешни слабости кои што постојат од било која природа, сепак сите овие високи представници остануваат со подадена рака кон Македонија. Голем дел од работите зависат од нас, еден дел зависат од нив. Ја искористивме можноста да побараме полно внимание, подветување дека реформите ќе течат. Ако течат реформите, за возврат бараме дополнителни напори да отпочнеме конечно преговори. Точно е отворен проблемот со името кој што нашиот јужен сосед го има за нашата земја. И тоа не зависи само од нас, тоа зависи од Република Грција. Но секако, заради исчекорот кон реформите и сето она што го гледаме како драматичност во вкупниот овој регион, вклучително во нашата Македонија, мора да бидат причини повеќе да Европската Унија. После Брекзит посебно, да биде посебно насочено на овој дел од Европа кој што заслужува да биде полноправна членка на Европската Унија. Оттаму интересот, но ние некако како да ја отежнуваме таа работа на Европската Унија. Кои беа пораките што ги упати до лидерите Могерини и конкретно до вас во начинот на однесување на следните денови во оваа криза во која што се наоѓаме? Таа повтори една многу суштинска работа за мене, многу не се фаќа така во јавноста да се даде внимание, иако некој дел од новинарите веќе го фатија моментот, покрај ова преовладување на владење на правото што секаде ни го спомнуваат, сега Македонија се посочи во функција на демократските процеси на државата. Демократските процеси се нешто што треба да биде соодветно за секоја нормална демократија и нормална земја. Демократските процеси го црпат својот суверенитет од граѓаните, преточен преку пратениците, и тие на крајот носат одлуки за идните институционални процеси во Република Македонија. Сега се загрозени заради ова нова блесавост која што се случува од Ѓорги Иванов, но пред се продуцирана од страна на Никола Груевски во неделата со своите настапи на Фејсбук и интервјуата. Зошто? Заради тоа што во секоја нормална демократија, кога граѓаните излегуваат на регуларни и кредибилни избори, тие бират своји представници и мнозинството пратеници ја добива шансата да направи обид да формира влада. Сега прв пат тоа е обструирано, оневозможено. И ова не може да го разбере ниту еден од современиот демократски развиен свет. И единственото решение мора да биде отклонување на таа бариера за да продолжат демократските процеси во функција на нашиот устав и на нашите позитивни законски норми кои што постојат во Македонија. Ако една земја, тоа е погорко од правната држава дори,
нема функционални демократски процеси, тогаш се отвара прашањето чуму ни се други избори. Една од големите политички партии бара брзи избори. Сега имаме 67 пратеници. Ќе одиме на наредни избори. Ќе добиеме 72 мандати позади нас. Па и нив нема да ги почитува Ѓорги Иванов и нема да даде мандат. Зошто, кога демократските процеси сега не функционираат, би функционирале после нови избори. Само Македонија да потпаднува под поголема криза, да губат повеќе граѓаните, економијата и државата, генерално со се. Значи, јасен е правецот по кој што мора да се движи Македонија. Мора Ѓорги Иванов да ја повлече својата одлука и да го почитува комплетно Уставот. Уставот му дал убаво свечено, формално право да го додели мандатот. Но мандатот произлегува од граѓаните преку парламентарни избори. И тука е јасно како бел ден и апсолутно било каков изговор за ваквите причини да не се случат, односно да не се даде мандатот, се смешни. Катерина Насер, сега ќе ви го дадам малку возборот. Со Катерина ќе продолжиме во делот на овие работи што можеме сега да ги разглобиме во првиот дел од емисијата. Јас ќе си го земам местото тука до вас, бидејќи сум само прв меѓу еднаквите новинари во смисла на модерирање на оваа дебата. Катерина, повели. Господине Заев, дали после оваа средба со господјата Могерини се на повидок некакви модалитети како Македонија да ги продолжи демократските процеси кои што со одлуката на председателот Иванов се прекинати. Значи, тој е повикан да ја повика одлуката да ја преиспита. Меѓутоа, соопштението што стигна од кабинетот на председателот не дава надеж дека тој во овој момент има таква намера, ги повторува истите ставови кои што ги посочи во обраќањето до граѓаните. Во таква ситуација, кои ќе бидат формите, модалитетите во кои што ќе излеземе од овој гордиев јазол во кој сега се наоѓаме? И покрај соопштението кое што јас го видов после средбата со Могерини, кое што господинот Иванов ја имаше, јас сепак верувам дека решението е во давање на мандат од Ѓорги Иванов на 67-те пратеници кои што ги застапувам за добивање на мандат. Да потенцирам уште еднаш, тоа не значи дека ќе направиме влада. Може и да не успееме да направиме влада, но тоа е патот по кој што мораме да одиме. Така е уставно зацртано. Постојат решенија. И верувајте, многу често Македонија во последните години беше исправена и што сега. Јазол е некој. Решенија постојат. Но единственото, најисправно решение е токму тоа. И јас верувам, само ќе ве потсетам како беше, и тоа е впрочем и едно дежаву, во делот на помилувањата кои што беа дадени. Одбиваше, настојуваше, но на крајот ќе го даде мандатот. Оти така е единствено исправно тоа да се случи. Постојат и други алтернативни решенија. Може и сами знаете, некои ги шпекулираат, некои лицитираат со други решенија, но редот е Ѓорги Иванов, кој што ја извршува функцијата председател на Република Македонија, да го додели мандатот на тој што покажал дека има мнозинство. Да, но атмосферата од тогашното преиспитување на одлуката за аболиција до денеска е прилично променета во смисла дека ВМРО-ДПМН подигна еден висок гард кон меѓународната заедница. Ја представува овде како главен загрозувач на суверенитетот и независноста пред се најголемите стратегиски пријатели на Македонија, за жал добија таков епитет, тоа се Соединетите Американски држави, Европската унија. И во таква ситуација мислам дека тоа ќе биде прокнижено и протолкувано во јавноста дека не треба да се попушта пред меѓународен притисок. Значи, во сферата на демагогијата тоа нема да биде представено како почитување на Уставот, потреба председателот да го почитува Уставот, туку квази патриотски повик да не подклекне пред притисоците во наводници од меѓународната заедница. Наративот е многу сменет, реториката е многу заострена, опасна, тензична и мислам дека во таква ситуација немаме баш многу добра атмосфера за да се надеваме дека само на повикот од Европската унија
председателот ќе му проработи совеста и ќе направи нешто што по устав требаше и до сега да го направи, да ви го даде мандатот вчера. Вистинските пријатели и укажуваат на Македонија за час поскоро да ги оформи институциите преку создавањето и формирањето на владата. Само оние кои што не им мислат добро на Македонија може да се радуваат со одоговлекување на процесот и Македонија да останува се повеќе без институции. Зборувам за државни институции формирани преку новата влада. Европската унија, Стейт департментот, НАТО, преку генералниот секретар на НАТО ги испратија пораките многу недвосмислено, прецизно и јасно. И тоа се пријатели на Македонија. И фала Богу што тие се пријатели заради тоа што и граѓаните во огромно мнозинство, преку 75%, се за определбата Европска унија и НАТО. И тоа е патот кој што треба да го следиме. Но и претходно тие упатуваа пораки и сугестии, одлуките се носе овде. Затоа ве уверувам, во периодот кој што предстои, ако бидеме навистина трпеливи, ако цело време се однесуваме со чувство дека ова е наша заедничка татковина и мора да внимаваме, дури кој има вака разјарен бандитизам во државата, мораме да останеме на нивото, на достоинството и грижата за едината на оваа наша земја и новие млади луѓе кои што вечерва се со нас. Чекорите ќе следуваат, ќе следите внимателно и ќе се случуваат заради одлуки овде во Македонија. Но на крајот ќе се сведе да Ѓорги Иванов го даде мандатот. Еве многу често луѓето зборуваа дека ама не е можно заев тоа што го зборува или не може така да испадне. Досега, како што рековме, така бидно. Ќе испадне и овој пат вака. Јас верувам дека на крајот ќе се случи токму тоа. Прашањето е ако можеме да направиме ден порано. Колку што е можно тоа порано да се случи, заради тоа што само така процесите ќе се одвиват по нормалниот, очекуван и уставен тек во Република Македонија. Да, искрено после денешната среда, за тоа што и невладениот сектор денеска имаше средба со господјата Могерини, мене ме охрабрува низиниот став дека председателот го прекрши уставот и инсистира вие да го добиете мандатот. Втората порака која што е многу битна е дека Европската унија има подадено рака на Македонија, не само сега. Таа порача дека сега и во иднина, додека Македонија не излезе од ова политичка криза, значи ние не сме сами. Слична порака слушав и од американскиот амбасадор, така да од оваа страна сме на чисто. Меѓутоа имам едно чувство дека премногу се наслонуваме на нашите пријатели. Ја мислам дека навистина треба да покажеме поголема иницијатива. Затоа што се плашам дека одолговлекувањето на процесот може да им даде простор на оние кои што сакаат во Македонија да предизвикат хаос и да се обидат преку тој хаос да се спасат од одговорноста. На некој начин вие им давате на некој начин изговор и причина, простор за делување. Дали не мислите дека за овие 3 месеци од ваша страна, од вашата партија и другите партии, бевте некако, тоа е мој впечаток, дека навистина кога можевте да реагирате и да ги забрзате процесите, вие молчевте. Например, еве ја ќе ве потсетам, од денот кога се објавија изборите, вас ве немаше како партија речиси месец дена. Па после, додека ВМРО разговараше со ДУИ, вие се покажавте джентелмени. Ја не мислев дека вие треба да ги чекате нив да разговарат со ДУИ, па на крај дали ќе формират или и нема да формират. Ја мислев тогаш дека вие паралелно требаше да разговарате за да му покажете на председателот дека имате вие сте тој што треба да го земете мандатот, а не Груевски. И после се покажавте многу широко град кон Груевски дека додека разговара со ДУИ, вие нема да се вмешате во таа дискусија што има со ДУИ. Дали ќе продолжите вака
да се покажете многу голем джентлмен кон Груевски или навистина ќе преземете одговорноста која што на некој начин граѓаните на Македонија ви дадоа такво право, но и одговорност да ја извлечете ова земја од ова кал, да ја извршите таа промена на власта и нормално да ја водите ова земја во наредните 4 години. Ајде заедно. Голем дел од работите кои што ги поставивте овде како прашање на вистина ги интригираат и ги интересираат сите наши граѓани. Дали можеше побрзо да се случуваат процесите и дали можеше попрецизно да се случуваат процесите. Значи, правото кое што Ѓорги Иванов со давањето на мандатот на Никола Груевски му го даде, не можете да не го испочитувате. 20 дена му следуваат. И ние тогаш одржавме една пресконференција и рековме јавно дека ќе дојде 29 и Никола Груевски ќе го врати мандатот. И нема да може да направи влада. Сите аргументи на светот го подкрепуваа ова наше тврдење и тоа се случи. Само тогаш реагиравме, ако се сеќавате пред парламентот, со пратениците одржав пресконференција и толку. Тоа се случи, зошто? Заради тоа што сите перспективи Никола Груевски до тогаш ги уништи за создавање влада. Значи ги доуништи, он ги уништуваше целиот овој период наназад, со целата ова албанофобија, со целата ова критичка настроеност и дрскост и безобразие кон граѓанскиот сектор, меѓународните организации, директно предизвикувајќи сериозен удар кон поделби во ова наша земја. И само ги затвараше вратите. Зборувавме во партијата, некој пат да го платевме ова, вака, да ги затвори тој своите врати, не можевме да го направиме. Сам, најверојатно избезумен, знаејќи што го очекува во процесот. Сето ова што се случува, ова манипулирање со граѓаните, вадење на улица, под превезот дека заштитуваме унитарноста на државата, е заштита на бандитизмот, на украдените лични пари негови и на врхушката околу него, на фамилијата. И секако, бегање од одговорноста која што следува. Одговорност мора да има. Под превезот на себе заштита и на своите. Тој ја навлекува Македонија во едно опасно сценарио. И некогаш лидерството е и мудро да се премолчат одредени процеси, за да им се даде шанса да успеат во делот на нашата агенда за формирање влада каде што режимот ќе биде излечен надвор, за да може да се вратат институциите во нормала и да се ја завршат својата работа согласно устав и закон и очекувањата на граѓаните. Во ваквиот период се случи средба меѓу мене и Ахмети на 19 јануари. Дадовме соопштение веднаш и на вистина зборувавме само за контурите. Ништо. Отидов во Мала Речица на средба. Излегувајќи од Мала Речица ја дадов изјавата. Директно со целата своја транспарентност за прашања колку што сакат новинарите да поставуваат. Исто така, нашата работна група беше во Holiday Inn, беше на друго место, веднаш дава изјави за се. Треба да знаете дека платформата на албанските политички партии беше објавена некаде околу 20 декември. Мандатот од Ѓорги Иванов беше даден на 9 јануари. Тој воопшто пред да го даде мандатот не кажа ништо за таа платформа. 20 дена овој преговараше за платформата. Објавија, ќе ве потсетам на 29, последниот ден, свика извршен комитет, централен комитет и сите своји коалициони партнери, за да донесат одлука. Ја прифати и платформата и употребата на јазикот. Груевски беше подготвен. Ако му кажеше Ахмети, го тргаме СЈО, ќе оставеше втор јазик, македонскиот, а не дали ќе прифати нешто во делот на платформата или не. Вака поставен. Прво, Иванов непринципиелно постапува и не еднакво за сите. Втора работа, не бараше од Груевски минимум 61 мандат, даде мандат за составување влада. Од нас бараше не помалку од 61, доби 67, па и не го дава мандатот. Кај нас има забелешки за тоа што ние сме преговарале, а нема забелешки кај Груевски и апсолутно целата ова работа тргна од кога Никола Груевски на тоа интервју повика на едно опасно сценарио. Човекот кој што повика граѓаните да не седат дома во папучи, да излезат на улици и да ја бранат унитарноста на Македонија. Човекот кој што испорача една безобразна понуда. Моите 51 пратеници ќе гласат за Заев. А Ѓорги Иванов со ваквата изјава вчера само тоа го потврди. Да се прашаме отворено сите.
едно општество ја зајакнува унитарноста на државата или вака испорачаните понуди? Каде ќе одат албанските политички партии? Што ќе се случи ако СДСМ и ВМРО ДПМН создадат заедничка влада? Не носи тоа конфедерализација, а федерализацијата е чекор кон поделби. Поделба, расцепување на Македонија. За какво сценарио игра човекот? За да се заштити себе си од бандитизмот си во овие години. Апелирам до сите граѓани. Ние сме граѓани на ова наша земја и треба да се носиме со одговорноста како граѓани во најмала рака. Да не дозволиме да го спасуваме некој од одговорност и од обврската да се појави пред судовите. Затоа што унитарноста на државата се зајакнува со едно општество, со единство на сите граѓани и со тенденција да ги направиме правата на граѓаните еднакви пред оваа мајка, заедничка наша, што се вика Македонија. Вакви поделби, кои што се индуцираат и од Ѓорги Иванов, кој што е претседател на државата, и од Никола Груевски, кој што владее во Македонија, тој има власта во Македонија. Апсолутно се црното сценарио за Македонија. Да не бидат граѓаните соучесници на тоа што се прави сега во државата. Мене јасни ми се вашите ставови. Меѓутоа, мора да признаеме дека Груевски со таква кампања каква што спроведува, благодарение на вашето молчење на некој начин или небрзо реагирање, создаде еден впечаток кај македонскиот народ, дека нешто страшно му се случува зад грб на граѓаните. Мислам дека таа фама што се обиде и мислам дека делумно успеа да создаде кај делот граѓаните, вие можевте многу елегантно да ја побиете со многу силни аргументи, едноставни. Прашањето е зошто кога се создаваше таа фама, секојдневно не излегувавте со конкретни ставови од СДСМ, дека тие ставови на ВМРО се една чиста манипулација и дека граѓаните не треба да се плашат, дека ова земја не се заканува никаква опасност, туку се разговара за формирање на влада која што ќе оди на собрание на усвојување и таму пратениците ќе одлучуваат. Тоа е мој впечаток. Дека навистина вие или не реагиравте, или кога реагиравте касно. Знам дека имате и лимитиран. Да. Ќе ме разберете и ќе се потврди чувството кое што можеби е подзаборавено кај вас. Ние требаше да бидеме едно семејство кое што треба да раздели двајца љубавници кои што биле 9 години во многу убава врска, профитабилна. И во тој период се играше шах. Можеби Социјалдемократскиот сојуз имаше 2 ламфери повеќе од ВМРО ДПМН, но не значише дека партијата може да биде добиена. Мудроста на влечењето на чекорите го имаше целиот сензибилитет или чувствителност на моментот, за да знаеме кога да реагираме или не. Ќе ве потсетам. Генералниот аспект во тој момент беше добро е што СДСМ молчи. Зошто? Во секој момент можевме да им дадеме мал милион причини и изговори за да ја пуштат жештината на поделбите во државата. Хейт спич да го употребат. Сега кога дојде веќе моментот и беа од прилика заокружени подписите, кои што поприлично го гарантираат мандаторот и можноста за една влада, тогаш дури се отвори. Така да се обидувавме целиот овој период да го минимизираме моментумот, да некој да го злоупотреби, тоа што значи транспарентност во постапките или слично. Секогаш сме биле транспарентни. Никој не бил од нас во целиот овој период наназад месеци и години потранспарентен од нас. Но мудроста во политиката некогаш значи и да повлечете чекори кои што ќе ве донесат кон конечната цел која што мнозинството граѓани ја очекува. Денеска за 67-те мандати на пратениците стојат околу 700.000 гласачи. И тоа е јасно изразена волја на граѓаните и преку мандати и преку гласачи. И ние сме на прагот да падне режим со пенкало и со глас. Она што мислам дека Насер сакаше да ве праша е во овој период вие со молк околу декларацијата оставивте таков вакуум што денеска
да не речам секој втора, ама секој трет изманипулиран или неинформиран граѓанин прашува на вистина ли ќе се плаќаат казни од 4.000 до 5.000 евра ако детето не ми учи албански. Сакам да ви кажам како пример до кој степен ВМРО успеа да ја земе играта во своји раце и денеска, она што вие го нарекувате мудро тактизирање и така натаму, заврши со фактот дека денеска сите зборуваат за декларацијата на албанските партии, а никој не зборува за индициите за криминал, за изнесените пари од Македонија, да не се пресконференциите на специјалното јавно обвинителство и информациите за распити во кривичниот суд, таа тема мислам дека е на страна. Од тој аспект, како се случи декларацијата да поклопи се во општеството? Значи, вчера председателот Иванов во своето обраќање кажа дека нема да дозволи туѓи агенди, туѓи платформи во туѓи држави, по туѓо покровителство и така натаму, да го уништат унитарниот карактер на државата. Согласувам дека тоа е врвна демагогија, дека тоа негова предпоставка, фиктивно тој проценува што би било кога би било за нешто што нити е ефектуирано, а патем, не знам и дали го прашавте на консултативната средба, како таа платформа не беше пречка кога му го додели мандатот и не знам ни што ви објаснил. Се надевам дека ќе одговорите и на тоа. Катерина со прашање. Да. Сакам да подсетам дека ВМРО ДПМ не мора да се сеќава дека и кризата во конфликтот во 2001 година исто така произведе една декларација и таа не беше донесена во Македонија, позната е како Призренска декларација, и тогаш се крена многу голема врева, затоа што беше подпишана меѓу лидерите на ДПА и на ПДП, но третиот подписник беше командантот на ОНА. На ОНА зборувам во смисла на воена формација која што се уште не беше демилитаризирана, не беше трансформирана во политичка партија. Како и да е, по целата таа галама и на крајот анулирање некакво со усмена согласност на тогашните исто 4 партии кои седеа на зелена маса, таа беше тргната, да речеме, од употреба, меѓутоа ефектот кој беше? 75% од нејзините определби беа имплементирани во рамковниот договор и тогаш таа беше представена како консензуална форма на презентација на албанскиот фактор. Те замолам само да го брзаме малку, за да стигнеме до прашањето. Како партија ги пропуштате овие работи да ги соопштите на јавноста дека декларациите, тоа се изјави кои што потоа стануваат партиски документи ако партиите ги подпишале и дека председателот, како што тврдат и уставните експерти, не може да ги толкува, евентуално нивната уставност би ја толкувала Уставниот суд. Оставањето на неодговорени прашања доведува до тоа и во јавноста сите оние кои што сакаат во моментот да избегаат од правдата да ги овие теми другите да ги фаворизираат. Што ќе направите вие да ја вратите приказната таму каде што почна, од денот кога ги објавивте бомбите и кога најавивте битка против криминалот? Сизино, може само уште едно подпрашање. Дали сметате дека ставот на СДСМ, дека за платформата ќе се изјасниме кога ќе земеме мандатот, беше од сегашна перспектива добар став како... Ајде да одиме прво со ова со... Тоа е вистината, заеднички ќе одговарам прашањето. Што е вистината? За документи на маса во преговорачки процес се разговара кога ќе добиете мандат. Оти може мојот другар Павле од Канатларци, Прилепско, и он да разговара, ако сака. Кој е повикан да разговара? Ние бевме повикани заради подписите да разговараме. Вие претендирате да бидете Ви премиер кажувам. на Македонија, не од Канатларци. Така е. Направите разлика. Се согласувам, но треба да имате мандат за да навлезете во суштината на тоа што Никола Груевски го разговараше со Али Ахмети. Ние разговаравме за начала и за принципи, за да знаеме дали има основ идниот преговорачки процес за да добиеме подписи. Подписите ги бараше Ѓорги Иванов, кој што му беа услов за да го даде мандатот. Од тука, сосема се различни работите. Не може СДСМ да навлегува во деталите од декларацијата, од законот за употребата на јазиците. Кога не го добила мандатот, согласно кој мандат? Прво се разговара за владина програма.
какви платформи зборува Ѓорги Иванов, дека биле наметнување од туѓа држава или слично. Македонија има 1 милион билатерални договори, исклучено секаков вид хартии подпишано и во Брисел, и во многу земји надвор и слично. И институциите носат одлуки. Не Заев, не Иванов, не Ахмети, не Груевски. Било кој. Ние сме политичари. Ние може да даваме своји ставови, своји коментари јавно, на пресконференции, преко соопштение или слично. На крајот, што предвидува Уставот? Мандаторот треба да излезе со владина програма и со владин кабинет. Јас ве уверувам, владината програма, која ќе биде подготвена во соодветно време, ќе биде јавно објавена. Јавно објавена, сите да ја читат и да ја знаат. Тоа е тој документ. Не се бара изговор на некакви платформи кои што наводно биле напишани надвор од државата, па тоа било наметнување овде на Македонија или вршење притисок или злоупотреба или кршење на кривичен законник од закон. Толку ли е баук, толку ли е страшна таа програма за која што преговарате со ДУИ и со другите, што не можеме да дознаеме што точно се случува. Насетуваме контури во муабетите и така. Зошто се представи како страшило и како баук? Народот така ја доживува, или голем дел од народот, веројатно под притисок и под влијание и на пропагандата што се случува. Дали со незино посилно откривање ќе го срушевте тој баук што постои? Младен, со тоа што рекла дека ќе се изјасниме тогаш, на ВМРО им дадува повод да речат, видите, овие кријат нешто. Не сме добиле шанса. Не. Еве, со тоа што вие рековте тогаш, што ако не ви дадат мандат? Еве, овие кријат. Вистина е дека овие разговараат зад грбот на македонскиот народ. Така беше ставот на ВМРО. И знаете, кажете ми, кога паралелно ставовите на двете партии, кога вие на јавна сцена не разменувате сериозни аргументи, мене тоа ме чуди, аргументите беа на ваша страна. И кога вие не ги искористувате, давате можност на политичкиот противник да поентира кога нема аргументи. И на македонците им вика, еве, гледате дека овие да упростам само малку. Крие ли таа програма нешто на вистина страшно што треба да ги загрижи едните или другите? Една работа. Македонија забореви што значи дебата по важни прашања на било кој граѓанин, група, политички субјект или било што во држава. Заборавивме. Значи, отвараме дебата. И кога се отвара дебата, треба да се навикнеме дека секој има право да номинира нешто за дебата. Но на крајот институциите одлучуваат дали тоа нешто ќе биде имплементирано. Од тука треба да знаете дека не може да добиете одговор за нешто за кое што не е заокружен разговор, оти нема мандат. Груевски имаше мандат од 20 дена. Договори се и апсолутно ништо не зборуваше за тоа. Ние не сакаме да бидеме исти како Груевски. Никој од вас не очекуваше детализиран став за платформата. Генерален став. Толку. Една работа. И ќе ја затвореше устата на ВМРО. И таа фама ќе паднеше. Се сеќавате дека реков ние сме позитивни кон оваа платформа? Зборував за тоа. Но јас не ги знаев суштините внатре, во детали. Апсолутно. Значи, платформата беше објавена, господин Заев. Океј, беше објавена платформата јавно. Така, сакавме да појасниме одредени работи. Ние немавме шанса да знаеме што се крие за тоа внатре. И сега кога појаснивме барем што е во суштина работата во самата таа платформа, еве не веќе се изјаснуваме. Иако ние не сме преговарале по овие документи. Овие документи може да бидат целосно, делумно, воопшто не дел од владина програма. Значи се работи за позиции на политички партиципенти со аспирации да бидат составен дел на влада. Тоа се наши идни партнери. Во вакви околности, што треба да знаеме? Значи, во таа платформа која што се објави, треба да ги знаете, јас отворено секогаш зборувам. Јас сум лично против промена на устав заради химна, знаме, грб или слично. Но тоа не значи дека треба да ја забранам дебатата за оваа работа. Нека има дебата за оваа работа. Не чувствувам потребно зошто ваквите работи да ги криеме или слично. Требаше да дојдеме до мегданот, до моментот кога ќе бидеме повикани да ги дадеме своите ставови или слично. Ничум повикани. Треба буквално да се наметнувате за да ги дадете своите коментари, а при тоа да го частите овој таму кој што гледа било што да фати, само да се спаси од бандитизмот и одговорноста. Од тој бандитизам си во овие 10,5-11 години. И верувајте, значи не бегаме од ништо, ние сме борците за едно општество. Ова што го договараме е прво наша придобивка.
80% тоа што разговаравме во овие средби, јас и Ахмети и нашите работни групи, знаете што беше? Како ќе враќаме парите назад? Како ќе ововедеме повратокот на данокот на додадена вредност кај сите граѓани? Како ќе ја зголемуваме минималната плата? Кои се начини да дојдеме до 30.000 денари просечна плата? Тука разговаравме. Од еден дел од програмата. Сега го дознаваме, вие. Океј, сега ама не е ништо од тоа договорено, така? Ако немаме мандат, од друга страна потенцијалните партнери и не сакаат да разговарат, гледате, застануваат. Они уште објавуваат дали ќе бидат опозиција или ќе бидат владеачка партија. И мора да не разберете нас. Секако се трудиме Македонија да стане нормална земја. А при тоа, режимот и секој што се огрешил во оваа наша земја, да оди на суд. Пред независни судски институции таму да докаже, ако е невин. Или да се потврди преку докази неговата виновност. И апсолутно тие се единствените процеси по кои што мораме и можеме да се движиме. Поинаку не можеме. Оти барањето да искоментираме будалаштини кои што се спомнуваат од ваков карактер, дека ќе бидат казнувани тие што нема да зборуваат албански јазик. Да, ма луѓето веруваат во тоа. Ако вие не објаснувате, вие луѓето како будалаштина, апсолутно. Ама знаете, треба да го кажете. Знаете како? Тоа што го разговаравме, на крајот реков се концепцијски позиции и принципиални позиции. Никој не се прашува дали не треба да се казни кога само на албански јазик некаде беа објавени одредени институции. Што со заштитата на македонскиот јазик? Знаете дека има потреба за објаснување. Денеска во државата се манипулира народ под превезот дека се воведе двојазичност. 33 општини плюс градот Скопје се двојазични. 4 општини се тројазични. Куманово е 4јазична општина. Кој тоа лажат луѓето? На крајот треба да се почитува законот. Таму каде што е двојазичност, треба да се почитува двата јазици. И ако институцијата не го спроведува законот, како и секој закон, има казна. Граѓаните имат право на избор. Јазикот е да се разбереме. И апсолутно, тука треба да бидеме растеретени. И излегов од Мала Речица и реков договоривме, концептот е заокружен. Очекувам дека ќе добиеме потписи. Остануваат да се допрецизираат работите во рамките на она што беше договор во почетокот на разговорите. Што е тоа? Да биде сето тоа уставно и да биде вистинска практична потреба на граѓаните. Значи да не биде, како да го кажам, да не биде хир на некоја политичка партија внатре. Да биде практична потреба. Ако е практична потреба, уставно е дозволено. Јас се борам за тоа. Тоа е концептот едно општество за сите. Или истовремено може да биде и практична потреба, а уставно да не е дозволено. Има уставни експерти кои ќе го кажат својот уставен став за сите овие прашања. И овој баукот, парите ќе биделе вакви, униформата ќе била ваква, не знам што. Немојте да се плашите од ништо. Дојдов сега по овој пат овде, поминав покрај Систина. Цела е тројазична. Има македонски, албански и англиски јазик. И насловот и патоказите и се. Тргнале луѓето од практичната потреба на пациентите внатре. И државата мора да се води од практичната потреба на граѓаните. И треба да бидеме растеретени од оваа работа. Јас зборев на 17 мај 2015 година пред влада за едно општество за сите. Ничум позван, како што знаат нашите стари да кажат, зборував за употребата на албанскиот јазик веднаш во јуни месец. И апсолутно знаев дека овие работи како предрасуди, кои што индуцираат било какви подели, мора да бидат тргнати, за да се зафатиме со реални политики. Политики кои што носат живот на граѓаните, носат повеќе пари дома, кои што носат реформи, кои што носат правна држава, образование, добро за сите, здравство добро за сите. Тоа ги интересира граѓаните. А секако, она е слабост и наше и на општеството, зашто му дадовме веќе секундарно значење на тоа што значи одговорност, преточена преку индикациите од бомбите, кои што народот ја очекува. Бегање тоа нема. И апсолутно во процесот на преговори беа изразени вака важни прашања кои што мора да се менаџират. Одговорноста во државата следува и секој што се огрешил пред законот мора да одговара. Очекувавте ли Дуи да остане во некаков салонски молк после како што е после вчерашната одлука на председателот? Не сметате ли дека тоа кај било кој ќе предизвикаше некаков импулс повеќе политички со оглед дека фактички целата етничка заедница во Албанија беше представена на некаков начин како непријател или некаков николец кој што води преку нивните барања кон уништување на унитарноста.
како го толкувате молкот на Дуи, ќе чекаме да се додели мандатот, па потоа ќе преговараме. Мислам дека тоа не е баш искрено во ваква ситуација. Остава впечаток дека сега целиот товар останува на ваш грб. Многу луѓе ме прашуваат секојдневно и внатре во партијата и надвор пред граѓаните да нема некој тајно сценарио меѓу Дуи и ВМРО. Долги години биле заедно или слично. Прво, сакам да го кажам мојот став по ваквите прашања за да нема дилеми граѓаните. За мене е многу нормално секоја политичка партија да си има и своји позиции за да се ја заштити својата партија. Но апсолутно верувам во она кое што во моментот се случува во разговорите меѓу нас и Дуи, односно и она што се случуваше како одлука дека не може да влезат во влада со ВМРО. Зошто? Јасни се сите аргументи и тие се појаки од било што на свет. Сите албанци скоро во државата се против влада во која што Дуи ќе влезе со ВМРО. Сите. И тие знаат ако тргнат тука ќе уништат Дуи. Меѓународната заедница во функција на принципите, вредностите и европски и светски, демократски вредности, ги зазедува своите позиции. Тоа не се позиции на Заев, на СДСМ или на било кој. И тие се позиционирани заради тоа што амбасадорите ги застапуваат интересите на своите земји и зборуваат во името на своите земји. Некому тоа можеби не му чини, ама тој направил да биде во опозиција за да не му чини. Во вакви околности треба да знаете дека можно е, секогаш, не велам не. Времето ќе покаже дали некој тоа тајно калкулира или не. Но истовремено очекувам, кога има вака забегана врхушка на ВМРО ДПМН, со вакви ставови и ваква блесавост од Георги Иванов, албанските партии мора да се однесуваат сериозно и внимателно. Заради тоа што Груевски повика луѓето да излезат на улица. Што ако јас повикам да излезат на улица? Кој е решението за Македонија? Катастрофа. Па и албанските партии. Значи, мора да има трезвен фактор во државата. Присебноста мораме да ја држиме и не смееме да дозволиме ниту во еден момент. Е тоа ќе оклекне ВМРО ДПМН. Режиме. Тоа што го гледаме надвор се учителки, се вработени во комунални предпријатија. Ги гледаме луѓето, ги препознаваме, Македонија толку мала. За жал се изманипулирани овие луѓе, им се закануваат секој ден. И тие се повикани да ги заштитат бандитите и криминалците за да не одговарат. Не знам дали знае Георги Иванов дека ни председател и веде председател на кривичен суд може да го спаси, иако ги имат под контрола, дека ставањето на ваква состојба Македонија понесува одговорности пред меѓународните кривични судови. Многу луѓе експерти изборуваат за тоа. Да го продуцираш народот кон поделби и конфликти. Тоа на крајот има одговорност и постојат и меѓународни судови, кои што не се од Сваровски судството. Така да, секој со својата одговорност. Јас не сакам никому да му се заканува. Ова е моја и ваша земја. И мора да ја чуваме. Пријатели ќе имаме. И сме имале, и дај Боже да ги имаме уште поголеми во иднина. Но ние мора да ја чуваме овде. И затоа присебноста е многу важна. Јас очекувам пред се од Дуи. Очекувам од БЕСА, очекувам од Алијанса за албанците, па дури од ДПА. Иако тешко е таму тоа да се постигне. Присебност во изјавите. Значи, ако они влезат сега во клинч со Георги Иванов, тоа ВМРО пак ќе го искористи. По полека. Трпение, чекор по чекор. Постојат уставни и законски решенија на разрешување. Каков беше вашиот разговор со Ахмети вчера кога дознавте дека не го добивате мандатот? Имавме прв состанок после добивање на мандат, така беше договорено од претходниот ден. Оти велам, кај да е, ако не 12-1, па еве и 2 да е, мандатот ќе биде доделен, ајде во 3,5 сат да пиеме едно кафе, или чај, или вода, и да ги отвориме процесите. Што значат процесите? Да отпочнеме формални разговори по документите, кои што би биле составен дел на владина програма. Да разговараме за формирање на работни групи, кои што ќе ја состават таа владина програма, да разговараме за ресорите, да разговараме за кадрите и да разговараме за внимателноста на чекорите и процесите кога тоа ќе го направиме. Јас сакам пример, не ни треба 20 дена за оваа работа. Ако може да ја завршиме за 7, 9, 10, 12, ден порано да ја завршиме. Зошто да губи и граѓаните и државата секој ден се повеќе како што одминува. Во 3,5 саат веќе јас бев вратен од кај Георги Иванов.
И во разговорот Апла видов дека човекот нема намера да го даде мандатот. Тој вели те повика за да изнајдеме решение за како да го дадам мандатот. И овде беше смешен разговорот, не си дозволувам, беше разговор во 4 очи, за кој што разговаравме, на крајот тој соопшти кои се всушност причините. И верувајте, ако верував малку во овие причини, јас ќе ги обезбедив причините. Да верував дека ова е стварно причина за да не се додели мандат. Не постојат ваквите причини. Ако на страна платформата во однос на роковите, кое е решението кое што, како што вели председателот, може да се најде во тој дел решение? Што е формулата? Што беше формулата, а што не била употребена? Знаете како? Вели, ама Зоран ми помина 10 дена за да го додела мандатот. Значи, знаете како? Првиот пат на 30 отидов кај Ѓорги Иванов, кој што е председател на мојата земја, да побарам мандат. Јас побарав да ми биде доделен мандат и да не трошиме ден повеќе за оваа работа. Вели, не можам да ти го дадам мандатот заради тоа што Никола Груевски не го вратил мандатот. Па јавете му се да го врати. Помина 20 дена, истече рокот на полноќ, јавете му се да го врати и како ќе се јави. Значи, катастрофална е работата генерално од тоа што го имаме како водачи на нашите институции. Вчера ми беше соопштено дека 10 дена поминале. 10 дена не се 10 дена сами по себе, вели од конституирање на собранието. Ние не може да го вратиме времето назад и денеска да биде 9 јануари. Конституирањето на собранието на 30 декември. И нашиот устав дефинирал дека 10 дена од конституирање на собранието тој го дава мандатот. И тој го направи тоа. Ама тоа е за првото давање Така на мандатот. Уставот понатаму не укажува како и не може да прекршите нешто што уставот не го предвидува. Вика ќе го скршам уставот. Па уставот не предвидува втор чекор кој. Не може да го прекршите. Треба да направите тоа што е најдобро за државата. Да ги убрзате процесите, а не да вовлекувате Македонија во криза. Кој беше Тоа е. предлогот на Иванов, тоа евентуално да се надмине? Или само беше изговор колку да се Само беше протне изговор. платформата? Значи, ние баравме веднаш да биде даден мандатот на 31, односно на 30 јануари, кога заврши мандатот на Никола Груевски. Веднаш. Тој вели не. Морате да ме обезбедите со доказ дека поседувате мнозинство пратеници за вас. И не стави во една непринципиелна, нефер, некоректна позиција. Во ваквата некоректна позиција, што излезе на површина? Излезе продуцирање на мултиетнички идеи, глупави, за непостоечки имагинарни конфликти. Значи, една работа заборави Никола Груевски. Во Македонија заврши времето кога може да си подпалуваш меѓуетнички конфликти. Не успеа ни на 9 и 10 мај во Куманово, не успеа ни во Бутал. Малку се лаже Но за луѓе оваа имаме работа. на улица, господин Заев, сепак. Имаме на улица. И жалам што беа тепани новинари. Беа нападнати И малолетни денеска се деца. нападнати. И денеска се нападнати новинари. Ова е дрскост и врв на безобразието што се прави. Значи, новинарите се совеста на ова наше општество. Честно си ја извршуваат својата професионална дејност да ја анимират и ја информират ова наша јавност за она што е важно за граѓаните. Јас го осудувам секој ваков чекор. И еве сум апликант, како да го кажам, потенцијален мандатор кој што треба да ја води владата на Република Македонија. Не само што строго ги осудувам ваквите настани. Испраќам недвосмислена порака. Овие што го прават тоа мора да се гонат до крај, на еден транспарентен начин и да се донесат одлуки согласно законот, кои што ќе значат одговорност. Само тоа ќе ги одврати идните вакви девијантни појави кои што се случуваат во општеството. Покрај новинарите беа нападнати малолетни деца од 17-18 години пред Народна банка. Истовремено, господине Заев, значи извршителите што конкретно напаѓаат наши колеги или налогодавецот кој што ја фрлил коската, еве, не седете дома пред телевизор, излезете на улица, бранете ја Македонија. И денеска секој со една чашка ракија во себе, собран пред некој штаб кај што се пеат патриотски песни, има впечаток дека брани Македонија од не знам кого. Мислам, ситуацијата е сведена на едно толку ниско ниво, толку се луѓето на некој начин рентирани да излезат на улица. Мене ми е срам што
представници на високи културни уметнички институции, ги гледам како секој ден губат од својот професионален дигнитет, значи се решени тоа што го имаат во себе како професионално, уметничко, еснавско да го уништат за да ја спасат Македонија. Во меѓувреме страдаат колеги, никој не го повикува на одговорност налогодавецот, оној кој што ја запали искрата и ги повика луѓето. Значи, ќе одговараат некои тепачи да речам. Налогодавецот знае дека ќе одговара по неколку основи. И тој е донел својата одлука. Жално е тоа што ги злоупотребува. Луѓе во кои што сме верувале, наши обични граѓани исто така, ги злоупотребува секој ден, за да го заштитува од одговорноста за криминалот и украдените лични пари кои што ги имат. Знаете како? Само тие имат резервна татковина. Само тие можат со парите да се преселат било каде и да го продолжат својот живот. Ние немаме друга резервна татковина. Ние зборува македонците, албанците, турците, бошнаците, ромите, властите, сите што живееме во оваа наша Македонија. И апсолутно апелирам до граѓаните да не дозволат во име на заштитата на криминалот, а под превезот дека бранат некоја унитарност на државата, да ги гледаме по улиците и пред се да насрнуват врз недолжни граѓани, новинари или било кој во оваа наша Македонија. Апелирам заради тоа што постојат закони во Македонија. И конечно тие закони ќе се применуваат. Никој повеќе партија нема да го заштитува. Кои што се спремни да ги спроведуваат законите. Еве на пример на нас не е јасно која е намерата на Груевски и тоа го гледаме дека човекот сака да намерно да предизвика меѓуетнички конфликт. Но прашањето е како останатите кои што тоа не го сакаат и сакаат да го избегнат, кои се тие чекори кои што ние како општество треба да ги преземеме да не се случи тоа. На пример, еве ја сакам да ве прашам конкретно. Немојте да дозволите на пример кога ќе разговарате со албанските партии дека вие браните македонци, тие бранат албанци. Поставете ги работите на стандарди. Ние сакаме да бидеме европска земја. Стандардите, ајде да разговараме кои се таму стандардите и тука. Знаете зошто? Затоа што и албанските партии ќе ве злоупотребат. Ако на нив им го давате правото да зборат во името на албанците, а не заборавајте, пошто и вие добивте гласови на албанците, затоа ви велам дека во тие разговори не дозволувајте да се представи дека разговарат македонски партии, албански, тие се сите македонски партии и разговарат за стандарди. После изборите излезе една анкета, влада. Прилично кредибилна. Социјалдемократскиот сојуз е партија која што има најголема поддршка од граѓаните албанци. Никој не му дал повеќе право на Ахмети, на Билјал Касами, на Зијадин Села од на Зоран Заев. Овој концепт по целиот ризик да изгуба македонски гласачи, кои што биле под режимска чизма повеќе од 10 години. Го прифатив и го зграбчив со огромна верба. Кога некој зборуваше кантонизација и федерализација и сето цела пропагандна машинерија ја користеше против овој концепт, ние останавме да веруваме. Под целиот ризик и да ги изгубиме изборите. Ова е иднината на државата. Едно општество за сите е проектот и концептот кој што ја зајакнува унитарноста на Македонија. Сето тоа што од другата страна се форсира е впрочем федерализација или чекор-кон поделби и урнисување на унитарноста на Македонија. И тоа е јасно како бел ден. Тоа е просто ко пасулј. Сите го гледат во Македонија. И треба да го знаат. Ама треба да го знаат заради тоа што е едноставно за разбирање. Ако сме единствени, топ не бие. Ако сме поделени и испровоцирана поделба од било кој дел, што треба барикади да поставиме на Групчин? Истото тоа ВМРО ги изборуваше во 2001 година. Каде ќе се поделиме, каде ќе одат тие граѓани? Видите, таа политичка филозофија која што треба да се гради, зависи од вас. Вие сте оние човекот кој што е како икона. Прашања на Facebook што сакам да ви ги поставам блиц. Па пред да одиме на малку одмор со реклами и после тоа публиката ќе ја вклучиме. Вие не само имате мисија да ја испратите во историја ова неодговорна и корумпирана власт. Вие имате шанса да создавате една нова Македонија, да го закопате примитивниот национализам и од едната и од другата страна. Искористете ја таа можност. Навистина имате, знам дека не ви е лесно, меѓутоа истрајте на тоа. Добро, ај во тој контекст. Кажете ми вака. Вака само Господин Чедиковски, една работа. Мислам дека оваа дебата веќе ја направивте. Политичар во државата од Зоран Заев во момент. Молам? Порелаксиран политичар. Со целата одговорност што ја има.
Знаете зошто? Не треба да бидеме Веру- релаксирани за тоа што верувам- ситуацијата не е баш Не релаксирана. верувам политички поставен. Само момент. Апсолутно јас сум загрижен, зборувам за горчини во душата и слично. Зошто? Заради тоа што верувам до небото во Не, овој имам концепт. неколку прашања на- Јас сум Не, единствен во контекст политичар добавете, молам. кој што е по етничка припадност македонец, а се бори и јавно зборува за правата и еднаквоста во ова наше општество на помалите етнички заедници, албанци, турци, роми, срби, власи. Единствен. Зошто? Заради тоа што тоа е еднината на Македонија. И нема друга еднина. И никој нема повеќе право од потенцијалните партнери со кои што разговараме за да формираме влада. Да нешто бара во името на граѓаните повеќе од мене. Не. Јас имам најголемо право, па после имат и другите права. И од тој аспект немам никакви предрасуди. Знаете, прво верував јас, после веруваше раководството околу СДСМ, па органите и телата, па верува и граѓанските организации заедно сите. Па сега верува 437.000 граѓани, па 612.000, па сега стана ова 700.000 граѓани за овие 67 мандати. Па зошто се плашиме? Да тераме напред, храбро и одважно, при тоа внимавајќи. Да не му даваме на некои изговори и причини да прави будалаштини. И само тој пат е исправниот пат за Македонија. Като само заврши со ова и ќе одиме со реклами, а после со дали другите. има порелаксирано од вас. Ја ќе ви прочитам еден краток цитат. Ова е всушност еден поголем материјал од две страни, 2-3 реченици. Пред 10 години патриотски беше да се брани Македонија. Денес е патриотски да се овозможи Македонија да оди напред, ослободена од бремето на минатото и да стане модерна држава каде што сите луѓе од разна вера и нација ќе живеат во слога и добро. Што мислите, чиј цитат е ова? Да не е мој? Не. Прашувам директно. Личи на релаксиран граѓанин. Ова е само околу тоа како звучи релаксираноста и како звучи по потреба и како звучи не по потреба. Ова е дел од писмото што Јохан Тарчуловски, некогашен хашки осуденик, а денеска пратеник во Македонското И во собрание, првите редови на протести. од Хаг наводно му го испрати, немаше до сега деманти, иако многумина се сомнева дека беше напишано во штабот на ВМРО ДПМН, му го испрати на Никола Груевски на 19 јули 2011 година за да го замоли да покаже доблест и да се затвори поглавието од 2001 година и да ги амнестира хашките случаи како што и се случи. Сакате да кажете, добре дојде. Не, сакам да кажам. Значи, кога ВМРО ДПМН била на власт, не било предавство да се амнестираат хашките случаи и покрај ламентирањето за луѓето што имали испишани букви на грбот, што биле малтретирани, киднапирани и така натаму. И дури и тоа дошло од човекот кој што имал најмал морален кредибилитет да го каже тоа. Сакам да кажам, по потреба и за потреба се прават манипулации. Тој истиот Јохан Тарчуловски кој што првиот ден во парламентот се побуни против албанскиот јазик. Добро. Ќе го викнеме Тарчуловски следниот пат во студиото, па ќе го Тоа е прашаме. само потврда на тоа што го да, зборувам. да Да не будеме потпаднеме овде по мораме злоупотребите на сега да ги народот кој што ги повикаме. прави врхушката на власта. Еве што зборувала. Зборам за Ние ќе си ја манипулацијата, продолжиме да. во овие 5 минути додека траат рекламите тука малку дебатата, а после се враќаме со прашања од публиката и со тоа што на Facebook се случува, таму има доста прашања за вас господин Заев. Одиме со реклами. 24 отворено, повторно сме во студиото. Гостин е лидерот на СДСМ Зоран Заев, наши дискутанти, да речам повеќе новинари кои што поставуваат прашања заедно со мене, Катерина Блажевска и Насер Селмани, но сега е време за публиката. Мислам дека има голем интерес, секој сака да постави нешто до господинот Заев. Одиме прво со прашање горе. Сашо ми рече дека се викаш, те молам представи се и постави си го своето прашање. Господин Заев, добро вечер. Сашо Мржановски од Скопје. Сакам да поставам прашање во врска со можниот конфликт кој што би се предизвикал во Македонија. Вие постојано повикувате на смиреност од граѓаните, да не подлегнуваат на провокации и така натаму, иако од другата страна гледаме постојано провоцирање на поразни основи, секојдневно, дали на улица, дали по медиумите. Дали СДСМ може да гарантира дека нема да се прошири конфликт, без разлика дали бил тој меѓуетнички, интеретнички и така натаму? Еве вака, јас во моментот не се плашам толку од меѓуетнички конфликт, колку што се плашам од судир на народ со народ. Повеќе партиски, отколку мултиетнички.
Во вакви околности, она кое што е важно, ако остане едната страна присебна, сами не може да се тепат со себе. Така да апелот и до вас, младите луѓе, и до цела Македонија, присебноста мораме да ја сочуваме. Се работи за денови. Поминаа многу тешки месеци позади нас. Останаа уште денови. Ако бидеме присебни, никому нема да му дозволиме да има изговор и причина за нешто горко што ќе направи. Еве, најблаго кажано. Со нешто лошо што ќе направи. Точно е не боли на сите. Кога гледаме како двајца новинари се тепани. Како денеска е нападан новинар кој што е присутен од која знам јас за македонското новинарство. Или како млади деца се испровоцирани. Или како тоа се тропа на врат од страна на млади луѓе да испровоцират пратеници, новинари, граѓани, за јако реагираат тие. Затоа едната страна мора заради државата и иднината и вас младите луѓе да остане присебна со огромно трапени. Процесите како ќе се движат, ќе се откоренат сите аргументи и за да мобилизираат луѓе. Еве гледате, денеска се помалку луѓето. И како се движат процесите, ќе бидат и се помалку и помалку. Јас ве уверувам. Заради тоа што лагата може да има краткорочен ефект. Сега ги лажат и ги манипулираат тие луѓе. Дека некој сака да ја уништи унитарност. Дека ќе се воведе двојазичност во Македонија, па таа постои од уставот после 2001 година. Е присутна. Имаме уставен суд, ако нешто не е уставно, тоа ќе го укине. Имаме претседател на државата кој што ќе стави вето на некој документ. Ама да не се плашиме, луѓе, тука е тоа. Во Македонија ќе се случува. Никој нема да не ја украде. Таа е наша. И мораме сите да се ја браниме. А при тоа, да не се плашиме од дебатите. Дебатите мора да ги отвориме. Некогаш, може би ќе не изненадат прашањата кои што ќе се појават пред нас. Но дебатата е одлика на секоја демократија. И дебатата само може да продуцира на крајот најквалитетни решенија. Така скришно, закукулено, замумулено, како ВМРО ДПМН што го носеше законот 2008-2011 година, законот за употреба на јазиците. Зошто? Зошто да отвори го тоа? И нека биде транспарентно за сите. Така да ве уверувам, СДСМ ниту во еден момент нема да дозволи да има изговор Никола Груевски и цела оваа криминална банда која што сака да се спаси од одговорност и да го сочува украденото. Тоа што е многу наши пари народни. Нема да им дозволиме да им бидеме причина и да влеземе во такво сценарио кое што има замислено. Ќе бидеме присебни и до последно, по цена на рейтинг на СДСМ, по цена на се, нема да дозволиме во Македонија било каква конфликтност. Благодарам. Девојката Заев таква одговорност, бидејќи ние не знаеме Девојката, дали земете присебно си ќе се го микрофонот. Да, пошто е однесува на Министерството за внатрешни работи. Дали сме ние сигурни, дали вие не можете да гарантирате од позиција на опозиција во моментот? Мене ме праша дали СДСМ ќе дозволи. Ама СДСМ може да повика на присебност. Меѓутоа, ако Министерството за внатрешни работи дозволи случајно да се случи некаков конфликт меѓу две групи, кои да се тие, вие можете да повикувате колку сакате на присебност. Добро. Согласувам. Благодарам. Повелете со вашето прашање и Добро представете вечер, се. господина Заев. Јас сум Снежана од Скопје. Ајде сега да го ставиме настрана овој официјален партиски став. Кажете ми дали вие лично сметате дека во Македонија може да има соживот без константно потсеќање дека е тоа некаков потенцијален проблем? Политичари кои што не се кадарни да се зафатат со вистински проблеми на граѓаните. Унапредување на економскиот квалитет на луѓето, работни места, ама вистински работни места, кои што ќе не ги задржат младите. Тие ги употребуваат етничките прашања во своите политики. Јас ги разобличив како политичар, јас ги отворив комплетно, буквално, целосно ги отворив. По целиот ризик, знаејќи дека Македонија 10 години е националистички држана. Зошто? Заради тоа што верувам до небото во соживотот и во еднакво општество за сите. Верувам и сакам некој да ме разубеди. Нема таков. Не губам јас како македонец роден во Струмица од граѓаниот албанец, турчин или ром, што ќе го употреби својот јазик таму каде што е 20%. Не губам ништо. Значи не губам како граѓани на оваа земја, туку добивам. Полесно ќе се разбереме, ќе течат работите. Кога се разбираме повеќе, тоа ќе има и бизнис повеќе. Тоа ќе има и работни места повеќе, има и другарство повеќе.
Тоа е идината на Македонија. Неуморно верувам во тие вредности. Мултиетничка Македонија е наша предност. Крајно време да го прекинеме процесот дека наводно е наша слабост. Мултикултурализмот, разноликоста во традициите, па дури и во верите наши, е богатство со кое што треба се гордееме. Тоа е наш ветар во грб. Само треба да го насочиме. Граѓаните по цела Македонија. Не разбравме. Граѓаните по цела Ај, во Македонија контекст на ова барат едно- едноставни работи. Политичарите се тие кои што знаат да ги искомплицираат работите. Јас бев насекаде со граѓаните. Тие ми потврдија дека мојата верба е исправна. Верувам како млад човек, ве уверувам до небото во ова наша убава мултиетничка иднина, во нашата мултиетничка Македонија. За да се надоврзе на ова прашање од Фејсбук имаме од Виолета Тримчевска Иванова. Зошто се толку жестоки изјавите од Албанија и Косово ако платформата е во интерес на соживотот? Оти се во кампања. Еди Рама е во кампања. Во моментот таму има некои протести или било што. Како да ви кажам? Тоа е премиер кој што сум го почитувал во многу наврати за многу убави дела. Значи и како градоначалник, и како социјалдемократ и социјалист. И окей, денешната изјава не ме бендисува. И знам дека е у кампања. И не може да очекувам трезвеност. И окей, тоа се премиери на туги земји. Ние одговорноста ја носиме овде. Господин Заев, Овде кај меѓутоа, нас. Имаше едно, мислам, многу ненормално обвинување на таа земја дека нешто Така е. сака. Мислам, ако ставите на Можеше вага... да биде уште по... Не, ако ставите на вага изјавата на Иванов и одговорот на Така. Рама, ќе признаете дека Рама беше поприсебен. Мене ми е криво што албанските партии го внесоа во ова непотребна приказна господинот Рама. Јас само вака ќе одговорам, да знаат граѓаните што знам јас. Јас знам дека тој документ, изјава се викаше, знаете, после прерасна во декларација, па во платформа или бил изјава, го соопштија како изјава. Е пишуван овде, но за да може да ги седнат на маса, заедно 4 албански блока, или коалиции или партии, од и ДПА има намера да ја повика, така? Ги повикаа во Тирана. Иначе знам дека овде е пишувано. Еден дел произлегува. Намерата на господинот Рама не е да се меша во односите на Македонија, него виде дека има неодговорни политичари албанци кои не се свесни за важноста на моментот, наместо да седнат да разговарат и да ја бидат дел од решението, а не да бидат дел од проблемот, го внесоа човекот во ова непријатна приказна. Иначе ја верувам дека таа земја, ја 25 години ја следам, ги следам ситуацијата во состојбата во Албанија, никогаш, ама баш никогаш не застапувала проблематични ставови кон Не Македонија. кажете ми вака, проблематичноста е внатре во ставот дека Македонија мора да иде кон Европската унија и НАТО, дека мора да се врати правната држава, дека треба да се спроведат реформите Добро, на Албанија предели и треба тие слично. стандарди за себе да ги спроведе, не е согласен. дека тие ги имат Не, исполнети. тоа е Тие доказ имаат- дека произлегува од некои политички програми, од некои партиски штабови, од некои граѓани можеби или слично и е создадено како Но факт е изјава дека документ таа или непријатна било што. ситуација е резултат на неодговорниот однос на Али Ахмети, на Билел Касами и на Зијадин Селја. Кога тие би биле одговорни, На ова тема ситуација соживот немаше имаме да има. прашање уште од публиката. Ќе ве молам само микрофонот да ми го дајате. Повелете, представете се и поставете. Добро вечер, господине Заев. Јас сум Веби од Скопје. Сакам да ви прашам за случајот Монструм. Вие поддршката на албанците, вашите сограѓани го добивте со случајот Монструм. И цело време ветувавте дека ќе се обелодени тој случај, но никако да се обелодени. СЈО покрена многу случаеви, но случајот за Монструм никако да се почне или да има некаков тек. Зошто? И на почетокот на оваа емисија кажавте дека секогаш испадна како што сте рекле вие, но за овој случај не испадна баш како што рековте вие, туку ги изманипулиравте многу албанци, ваши сограѓани, со изјавата дека тие се невини луѓе и тој случај е направен од врхушката на власт. Зошто досега не е објавена таа бомба? Заради тоа што, како што неколку пати досега реков и повторно ќе повторам,
со самото објавување на овие материјали до крај не може да се расчисти вистината, а ќе продуцира негативна енергија кај многу луѓе кои што може да доведе до несакани последици по Македонија. Ќе го кажам примерот со Љубе Бошковски. Ја објавивме бомбата, како е местен и како е уапсен, не го пушти од затвор, одлежа до крај на казната. А при тоа, за вака чувствителни случаеви, како Монструм, имаше 24 декември, не знам кои или не други случаеви, А1 или било што, самата доказна постапка мора да биде дозавршена и со материјални докази. Јас сум радосен што специјалното јавно обвинителство во една од своите изјави од минатиот месец, предминатиот месец, не знам која беше, рекоа дека се отворени предистражни постапки и за вака чувствителни прашања како што е Монструм. Така да ветувањето беше дека специјалното јавно обвинителство ги доби сите материјали и тие, заедно со обезбедувањето на материјалните докази, ќе го отворат целиот овој процес. Оти само објавувањето на аудио снимките нема да го расветлат случајот и да дадат решение, а ќе продуцират негативна енергија. Преризично беше во време кога на некој му одговараат и меѓуетнички тензии во државата. И секаков вид тензии, но и меѓуетнички. Јас тоа што сум го рекол, стојам на зборот и тоа ќе се реализира. Овој случај е од огромен интерес на Република Македонија. Не само на семејствата и граѓаните кои што лежат по затвори или семејствата и граѓаните кои што ги изгубија своите деца 4 или член на семејството Рибарат кој што беше таму. Ово е од голем интерес на граѓаните на Македонија. Зошто? Ја испрати горката порака. Дали овде тоа една етничка заедница е поставена лошо наспроти другата. Таа порака провеува. И тоа мораме да го отстраниме. Граѓаните се сакат Македонија од сите етнички заедници, родени се овде. И сакат да го унапредат квалитетот на својот живот. Затоа специјалното јавно обвинителство има обврска ваквите случаеви. И Монструм, и Сопот, и многу други случаеви кои што се интерес на албанската заедница во Македонија. Да ги отвори како што ги гледаме и сите други случаеви како се отвараат во истражна постапка и со обвинителни акти, за да се дочека правдата и за ваквите случаи. Дали во тој контекст, во договорот со ДУИ, стрикно наведовте дека ќе го продолжите мандатот на СЕО? Ние уште во првиот момент на конституирање на парламентот ќе бараме продолжување на мандатот на СЕО. Сите знаат дека за тоа треба двотретинско мнозинство, но ние ќе инсистираме да биде тоа направено и ќе побараме од пратениците да се изјаснат. Зошто? Знаете како? Правдата може да затаи, но не може никој да ја спречи. Ако некој се надева дека ќе истече мандатот на СЕО за поднесување на обвинителни акти од 18 месеци и со тоа ќе се спаси, се лаже. Без разлика дали е тоа Груевски, некој во иднина од СДСМ, од албанските партии или било кој во државата. Се што постои таму индикации мора да биде истражено и ако има основ да биде подкрепено со материјални докази, да биде процесуирано со обвинителни акти пред судовите. Време неумоливо тече, вие не сте ни на прагот на формирање на влада, сега како што стојат во овој момент работите. Значи, ако мандатот не успееме да го продолжиме, треба да знаат сите дека материјалите се докази, индикации за одредени криминални дејанија. Тие не застаруваат ако застарува. Сега да кажа, ако не е СЕО, ќе биде ЈО. Не се искористуваат сите овие докази и никој пат не може да се изгуби таа содржина. Реков, ако се сеќават, ова припаѓа на граѓаните и на државата. Ние го поседуваме како СДСМ. Ќе биде вратено во истиот момент кога ќе се формираат независни институции и го направивме тоа. И тој материјал мора Македонија да го искористи за да ги истражи сите постапки. Од кај да знам јас, може би некој таму од СДСМ, може има од другите политички партии. Има секој да се одговара доколку има докази. И од ДУИ? Од ДУИ, од БЕСА, од Алијанса за албанците, од ДПА, од кој сака нека е. Ако правел криминални действија, а доказите покажуваат дека тоа е така, тоа мора да се процесуира и бегање од тоа нема. Но јас верувам дека постои решение специјалното јавно обвинителство да се ја заврши работата до самиот крај и да ја исполни мисијата за која што е формирано. Потенцирам, тоа е поддржано од сите тогаш 4 најголеми политички партии со својот подпис, за кој што застанаа
и ќе ве потсетам на изјавата на Никола Груевски, дека тој дава поддршка на Катица Јанева, дека треба да тргне да работи, ова институција треба да има шанса да истражува и слично. Добро, повелете со сакаш на темава. Ако Не е ако проблем, најше малку нека- со публиката, нека- па ќе се вратиме ваши. Добро, прво ги поздравам сите присутни, гостите и сите присутни тука. Јас сум Фуат Јонузи, живеам во Скопје и сум студент на Универзитетот на Југоисточна Европа. Баш ми е мило што денеска зборевме многу теми за тоа за албанофобија, за жал, бидејќи има многу предрасуди за тоа, ние тука живееме, соживееме сите и треба да соживееме и во иднина. И таа платформа е на таа цел. Би сакал да ве прашам, господине Заев, за тоа какви ќе бидат итните ваши чекори ако председателот Иванов не ја тргнува одлуката која што беше вчера изјавена од страна на него и дали сите тие ветувања кои што досега рековте дека ќе стоите на збор, сите тие ветувања кои што беа пред изборите ќе ги имплементирате истите ако вие ќе бидете, значи, идниот премиер на Република Македонија, бидејќи сте потенцијален премиер на Република Македонија. Благодарам на прашањето. Ова е едно од прашањата кои што новинарите го постави, јас ќе го потврдам секако. Јас верувам дека ако господинот Иванов, еве го и ден после неговата одлука, се уште стои на тој став и не ја повлекува одлуката, односно не го дава мандатот, ќе создадеме такви причини преку чекорите кои што ќе ги преземеме, за на крајот да ја промени одлуката. Верувам дека тоа треба така да се движи и тоа така го најавуваме и ќе направиме се тоа да се случи. И не само да се случи ден побрзо. Заради тоа што целото ова не загрижува сите што се случува во Македонија. Истовремено, завршија изборите, ние продолживме да ги повтараме нашите ветувања пред изборите. Можеше во тој момент Груевски да формира влада или слично. Ги повтаравме сите наши ставови за просечна плата од 30.000 денари, за покачување на минималната плата, за инвестиции во детски градинки, во училишта, во канализација, во водовод, во улици и патишта, во нормално здравство, во нормално образование, каде што младите ќе си ја гледат иднината своја овде, каде што секој млад човек кој ќе заврши факултет, ќе озграбчи државата, ќе му понуди практичен тренинг, ќе му понуди вработување, ќе му понуди решение како доедукација, како магистратура, докторат или слично, за да останат овде. Оти некогаш не е доволно само да имате достоинствена плата и работно место. Мора да имате околина околу себе. Треба да имате слобода, да имате правна држава, да имате добро образование, да имате здравство, ако се разболиме да знаеме оти лекот ќе си го најдеме. За да можеме да имаме доволно мотиви да останеме овде како луѓе, пред се вие младите и да ја гледате својата иднина овде во државата. Господин Заев, се извинувам, меѓутоа навистина не ме убедувате дека знаеме или вие како партија знаете како ќе превенирате предизвикување на поголеми нереди ако навистина Груевски и неговите блиски соработници сакаат да предизвикат таков конфликт. Навистина е многу непријатно. Ја не знам како тоа ние ќе се воздржиме ако тие не напаѓат. Ја навистина никогаш имам 43 години, никогаш не сум бил во состојба физички да се пресметувам, но навистина не знам како ќе се однесувам ако некој ми дојде на врата како што му отидоа на Тричковски. И навистина тоа дека ние ќе седиме мирни, а тие ќе мават, ја во тоа не верувам. Искрено да ви кажем прво. А второто е и господинот Столтенберг, генералниот секретар на НАТО, реагира за ситуацијата на Македонија. Денеска господјата Могерини спомна кажа еден збор што искрено мене ме вознемири и прави јасна поврзаност меѓу лудилото на Груевски и намерите на Русија да го искористи човекот. Не дека Груевски ќе се спаси ако предизвика конфликт во Македонија. Меѓутоа, Русија реално може да искористи ова ситуација да не внесе нас во некоја ситуација од која што ја знам дека Груевски нема да се спаси, меѓутоа во Македонија ќе паѓаат жртви. Навистина, благодарам, прашањето беше размислувајте затоа што навистина ја не сум безбеден витал. Дали ќе бидете задоволни? Ја не сум подготвен некој да удира по мене, а ја да му речем извини,
пошто слободата, мирот во Македонија, тоа не сум спремен да го направам. Затоа дајте да разговараме како овие жешки влади глави да ги смириме. Мислам дека е крајно време да барате луѓе во ВМРО. Не сакам да верувам дека 450.000 наши сограѓани, ја имам пријатели меѓу тие луѓе. Не можам да верувам дека навистина тие луѓе се до толку забегани да следат еден слепец. Груевски е политички слепец, ги не втурнува сите нас во еден безизлез. И навистина, дајте барајте луѓе во таа партија, најдете начин да таа тензија да ја симнувате, да ја смирите. И уште една реченица. Ја имам информации, дај Боже да не е тоа така. Еве ја да сум грешка. Дека протестите ќе се масовизират и насилството ќе Што ќе се протестира? Имате ли одговор на овој крик, да речеме новинарски, народски? Треба да се направи побезбедна клима во државата. Очигледно е дека во моментов таа ја нема. Ве чувствувам како да не можеме да ги најдете вистинските зборови. Ја разбирам, меѓутоа не е доволно да спречиме една работа. Во околности во кои што сме денеска, на моментумот во кој што го живееме. Јас сум Зоран Заев, кој што беше прв меѓу еднаквите, водејќи го целиот овој процес, без жртви, без капка крв, да го симнеме режимот. И евене, на прагот сме на тоа да се случи. Така, цели 2 години и поминаа повеќе од 2 години од првата бомба објавување и целиот овој процес. И дојдовме до таму, да му покажеме на светот дека вербата во едно општество, дека трпеливост, целосната прецизност и посветеност гарантира успех. И евене до тука. Не можам да го управувам и ВМРО ДПМН. На Црвели најдете некој таму. Заре ми за ВМРО ДПМН да ја земам одговорноста. Сериозно, ја верувам дека во ВМРО има нормални луѓе, треба да ги верувам и јас, многу и тоа. Јас знам дека проблемот е во врхушката. Има многу честни луѓе, јас ги почитувам многу тие луѓе, има многу таму. Стварно и професионалци. И што си ја сака државата. И сакат честно никому да не му должнат оти со своите 10 прсти. Ја заработуваат платата и лепчето што го носат дома. Апсолутно го знам. И ВМРО и треба на Македонија. Но мора да се растерети од овој слепец, како што викате вие. Оти слеп човек ги води внатре и нешто ги води, ги турка и само еден по еден да влегуваат во провалијата. Катастрофа е тоа. Има таму и честни луѓе кои што и не верував дека ќе забегат до одредено ниво. И тука не боли сите. И во таков аспект јас можам да апелирам. И можам, како јас сум се уште во опозиција, јас немам шанса да преземам одговорноста врз државата, а секако сум на дофат на таа можност да покажам да им придете на луѓето. Мислам, вие не губите ништо, напротив, покажувате. Немаме предрасуди, ја искористувам приликата овде. Дај да разговараме, па бидете си ВМРО, нека си бидеме СДСМ. Но дај да постоиме за државата, за граѓаните. Тоа е смисла. Вашиот потенцијален Ваков аспект, сакам да знаете. Еве, ако ова ќе направи малку да се чувствуваме по-комфорни од оваа неизвестност. Ние знаеме кои се чекорите. Што се презимаат, доколку Ѓорги Иванов прави вакви. Знаеме. Не би сакал да ги споделам во јавноста, ќе очастам политичкиот противник. Како да ви кажам? Но еве знаеме, ако тоа вас ве прави малку поспокојни, знаеме кои се чекорите. Знаеме, имам 700.000 гласачи позади мене и овие 67 мандати. 67 мандати е повеќе од мнозинство во парламентот. И апсолутно се е јасно. Ако мисли Груевски дека ќе успее да ја држи во заложништво цела Македонија, заради тоа што треба да оди на суд. Никој не вика да оди у затвор, треба да оди на суд. И таму да ја докаже својата невиност или да му се докаже вината. Тоа важи за сите, јас сум секој ден на суд. Јас сум сиве овие години на суд. Ова моја мајка Македонија, со сите инструменти и механизми на мојата земја, се против мене и против многу други луѓе. И тоа боли, ама одиме на суд. И се бориме да докажеме, ако можам јас да докажам, секој има да оди на суд. Ма било од Свети СДС, ако сака нека. Кој да е, има да има закон што ќе важи еднакво за сите. Има да има правна држава. Ако во својата земја не можеме да ја добиеме правдата, и што да чекаме повеќе? Значи, ќе има закон, ќе има правна држава. Законот ќе важи еднакво за сите. И тоа е тоа. Така да, ако ве прави поспокоен, дали знаеме што ќе направиме, знаеме што ќе направиме. Но сакам да се држиме до тоа што е нормално и очекувано. Ѓорги Иванов
да изврши својата символична и фигуративна улога, да го додели мандатот. Така е замислен нашиот устав. Репрезентативната улога во државата го има претседателот, системот ни е парламентарен. Граѓаните даваат мандат. Тој фигуративно и символично го доделува тој мандат. И толку е неговата работа. Тој не може да ја држи во заложништво овде Македонија. И ако произлегува мандатот од граѓаните, преточен преку парламентот, апсолутно тоа не може никој да го спречи. Благодарам. Прашање од еден наш сограѓанин. Добро вечер, јас сум Мухамед Ајвас, студент на Филозофскиот факултет во Скопје. Чест ми е што сум дел од вечерашната дебатна емисија и имам две прашања кои ја засегаат ромската заедница, која е заборавена од јавноста одамна, особено во овие моменти на политичка криза. Првото прашање ми е следно. Во последниве години, за разлика од минатото, се зголемува бројот на средношколци запишани и дипломирани роми со помош на странски донации и друга академска поддршка. Но сепак и по дипломирањето, овие млади не се вклучени во донесувањето одлуки за ромските прашања. Дали вие, доколку формирате влада, секако, би ги вклучили и би сметале на овие млади роми? Додека второто прашање ми е, според последното истражување на Народниот правобранител во 2015 година, регистрирани се 236 деца на улица, од кои дури 228 се роми. Од неколку месечна возраст па се до 18 годишна возраст. За да биде уште позастрашувачко, според невладините организации, станува збор за 2000 деца. Во име на овие деца, ве прашувам дали ветувате дека ова прашање ќе се актуализира, ќе се дебатира за истото и ќе им биде овозможен нормален живот на овие деца на кои им е уништена еднината во буквална смисла на зборот и со кои механизми евентуално би го постигнале тоа. Благодарам. Може? Потрошивме 70% од времето на односите меѓу македонците и албанците и македонците, а заборавивме дека во држава има многу реални проблеми кои што се однесуваат и на други. Двете прашања отсликуваат многу значаен сегмент од вистинските проблеми во Македонија. Жалам што најсериозен експонент се ромите. Точно најранливата категорија граѓани кај нас. Едниот дел е во делот на нивните права во инкорпорирање во системот, во процесот на одлучување, другиот дел е на ранливоста на граѓаните од социјален аспект. Тука се за жал и дечињата, со нив и родителите, се уште се луѓе без домови. Имаме луѓе што спијат под мостови, луѓе што просат на улица. Еден голем дел од нив за жал се дечиња. Не можеме да ја сакаме ова наша мајка Македонија. Кога ги гледаме надвор сите тие дечиња, смрзнати во зима, испотени во лето, надвор без кров над главата или слично. Нема среќа меѓу сите нас, ако тоа се уште ни обстојува во државата. Знаете дека целиот проблем на луѓето кои што просат на улица или се без кров над главата се решава со пола споменик на Александар Македонски. Тоа е катарзата и горчината во ова наше општество. Не може да има социјална кохезија и социјална држава ако не обезбедиме минимум еднакви услови за минимум живот за сите. Да има секој свој дом, своје огниште, да има храна. После ќе се бориме за перспективите и поеднакво општество за сите. Од другиот аспект на примањата се вкупни во семејството. Значи ви ветувам дека новата влада ќе посвети огромно внимание и сериозни ресурси да ги вдоми овие деца, да им обезбеди образование, да им обезбеди топло огниште и да им обезбеди минимум неопходни ресурси по семејство од не помал прак од 12.000 денари приход за таквото семејство. За да може да и се радуваме на државата. Од и горчината, јас што имам 1000 евра плата, ја имам во душата кога го гледам детенцето надвор. И не е животот среќен кога ги гледаме сите тие деца. А за правата и вклученоста на сите во општеството. Крајно време е да престане Никола Груевски и Амди Бајрам или Зоран Заев и некој друг. После тоа да се бори за правата на ромите. Не, ромите ќе се борат за своите права. Ќе бидат вградени во институциите и тие најмногу може да се изборат за себе. Или работничките права. Ќе се бориме сега ние политичарите како тоа ќе им помогнеме на работниците. Не, ќе ги зајакнеме синдикатите.
Синдикатите ќе се борат за работниците. Оти цел свет е така. А не политичарите, сега ние колку тоа сме најмногу направиле за работниците, така и за ромите, така и за, не знам, социјално загрозените други наши граѓани или за било што во општеството. Не, тие што имаат потреба за унапредување на своите права од секој карактер, тие ќе одлучуваат за процесите во државата. На еден транспарентен начин, вградени директно во институциите, заради тоа што ова мајка Македонија подеднакво на сите. Добро, на Facebook постојано доаѓаат некои прашања, например ова сега одеше и на екранот, дали ако Иванов остане на тврдиот став да не го дава мандатот, може да имплицира санкции од ЕУ или САД кон Македонија, односно ако земјава влезе во еден таков кризен период кој што ќе нема некоја разрешница на повидок. Сами сме казните, немојте и други да не казнуваат од натвор. Како да ви кажем? Аман Иванов нема да трпи ништо од санкциите. Ке трпат народот наш и граѓаните. Не ни требаат санкции, аман. Да. Ние денеска зборувавме со Могерини како да пуштат повеќе пари. Како Македонија да порасне со капацитетноста да ги имплементира тие пари, со проекти нови, имплементација на тие проекти и слично. 700 милиони евра имаме до 2020 година. 100 милиони се погодишно. Ние користиме 2-30 милиона, сето друго се враќа. Катастрофа е. Тие пари решаваат секојдневни проблеми на граѓаните на Македонија. Не ни требаат санкции. Значи, нема да дадеме никаква причина, па не Иванов, Свети Иванов да постои тука, да имат било каков изговор за нови санкции кон Македонија. Не ни треба тоа. Дали би излегле повторно на избори доколку Иванов не ја смени одлуката? Младен, само една реченица. Ова. Могерини навистина во ова несреќа што имаме, ја не знам дали кон друга земја така се има поставено. Рече имате подадена рака сега и додека ќе ви биде потребно. Така да мислам дека санкции за нас не доаѓаат. Добро, дали изборите се во вашата агенда евентуално нови предвремени парламентарни? Значи, не гледам решение. Единствено избори на во ова земја во моментот ја одговарат на СДСМ и опозицијата. Единствено. Не одговарат на Македонија, не одговара на ВМРО, не одговара на ДУИ, малите партии. Знаеме дека прв пат блескат, после тоа горат како свеќа, единствено на нас. Зошто тогаш побаравте локалните избори да се одложат од ДУИ? Како побаравме? Па во преговорите такви беа информации. Не, апсолутно сакавме да ја преземеме одговорноста за моментот да побрзо се избере председател на парламент, да се состави влада и да не ги одлагаме изборите. Зошто да ги одлагаме изборите? Локалните избори ние ќе ги победиме. И те како силно ќе победиме. Немаме проблем. Само малку да ви кажем. Значи, тоа е денеска пораката и од Могерини, а стартуваше са бајле од изјавата на Бејли. Демократските процеси. Демократските процеси покажа дека има 67 мандати и Иванов не го дава мандатот. И ќе одиме на избори, ќе имаме 72. И пак нема да го даде. А Македонија ќе изгуби некои 2-3 месеци нови, дополнително од парламентарни избори. Така? Затоа изборите не се решение. Шпанија одеше 3 пати на избори. 3 пати. Резултатите се или слични, или нешто ќе променат. Во моментот, знаете како, Груевски има 47 мандати, односно има 51 мандат. И тој ќе паѓа доле. Затоа што е колата тргната по долнината и нема враќање на тоа. И јас го знам, ако е на основа на тоа треба да истрчеме на избори, но решението не е тоа. Така да изборниот процес мора да биде почитуван и да даде шанса преку нова влада да се вратат државните институции, независните институции, да се спроведат реформите и да течат процесите во Македонија. Нови избори само ќе значат загуба за државата. Можеби на СДСМ ми одговарат, но постоиме заради државата. Треба во меѓуредови да читаме ова или како грешка дека ВМРО ДПМН има 47 мандати. Вие новинарите некогаш се фаќате на непотребни работи, така да во контекст на прашањето може да продолжиме. Не би коментирал ништо. Добро. А зошто сте сигурни дека на ВМРО ДПМН нема да му одговара? Со оглед дека тие сега се во една кампања, без оглед колку е таа демагошка и така натаму манипулација со јавноста, гледаме дека 450.000 граѓани се паќаат на таква манипулација, без оглед дали се клиенталисти, дали се недоволно образовани, недоволно моќни да ги разобличат лагите и така натаму. Зошто мислите дека оваа ситуација за нив е лоша за брзи избори?
Не велам дека е лоша. Јас знам дека тие ќе изгубат. Ама нив изборите не им се цел заради тоа што и тие знаат оти ќе изгубат. Со изборите ја продолжуваат кризата, се купува нови месеци, истечува мандатот на СЈО, ќе ја продуцираат и добиваат простор за нови проблеми во државата. Заради тоа тие барат избори. Но и за ново рехабилитирање во тој период. Какво рехабилитирање? Па Новата влада, во моментот кога ќе се формира, 100 до 150.000 подржувачи ќе се ослободат. Тие се тие уценети, заканети, држени со папучна врска буквално, ќе се скине таа папучна врска. Го знаат како Белден и јас и Груевски и секој политичар кој што аналитички е поставен на процесите, го знаат. Во моментот ви кажувам на објавување на владата, меѓу СДСМ, ДУИ, БЕСА, СЕљА, сите 100 до 150.000. Не, јас зборувам ако дојде до ситуација да мора да се оди на нови избори. Тогаш тоа ќе му отвори... И како таа влада да ги спроведе? Па не сме ние ајвани луѓе, мислам. Имаме памет во глава. Решението би било? Апсолутно, апсолутно нова влада. Ова влада не може да спроведе избори. Добро. Но истовремено знам дека нови избори не може да има парламентарни, заради тоа што тие не се решенија, како што ви кажав, зошто не се решенија? Решението ако Иванов, ја не верувам дека Иванов ќе се премисли. Многу работи не верувавте, а пак беше заев, како што кажа. Видите, затоа што треба да го на некој начин да го предвидиме и на лошото сценарио. Ако еве да речеме одбива до последен момент да ви го даде мандатот. Дали ќе оди, пошто еве експертите порачуваат дека и тоа е уставно. Да решението се бара во собранието, да пратениците практично да се свика седница на собранието, да се избере председателот на собрание и да се избере и владата после тоа. Но прашањето е затоа што овие уште се закануваат. Како ќе делувате вие ако практично ги спречуваат пратениците да влезат во собранието, затоа што и на тоа треба да рачунате. Не мора да се одржи седницата во собранието, може да се одржи било каде. Јас навистина мислам дека не е секогаш политички опортуно да се части политичкиот противник за да тоа го злоупотреби за некои стравови кои што постојат кај нас. Ве уверувам дека постои решение за ова работа. Едно од решенијата, можам слободно да го кажем, оти е премногу очигледно. Парламентот може да избере председател на државата, така? На и тука собранието. на собранието. И тука нема никаква допирна точка со Ѓорги Иванов или со било кој. 67-те мандата барем гарантираат дека може да се избере со мнозинство гласови председател на собранието. И тоа е еден од известните чекори кои што ќе доаѓат. Тоа во моите планови, во плановите на Ахмети и на другите политички партии беше дел од пакетот за кој што се разговара. И немаме разговарано. Веројатно Ѓорги Иванов сега не турка да барем тоа прашање го решиме и го направиме следниот чекор. И една од очигледните работи што следуваат е токму тоа. Не би сакал да одам до крај заради тоа што секогаш пред транспарентноста на СДСМ можела понекогаш да се злоупотреби за лоши работи. Тоа не е причина да не бидеме транспарентни. Само ве уверувам дека постојат решенија и лепеза на опции кои што можеме да ги превземеме како идни чекори, за да не дозволиме некој да држи поединец во заложништво цела земја, преку тоа па да расте потенцијал за, не дај Боже, лоши случувања помеѓу граѓаните внатре. Така да постојат опции за ова работа. Јас ја посакувам и треба да се случи. Опцијата која што требаше досега да биде случена. Ѓорги Иванов да го даде мандатот. Значи, како прва опција, инсистирате до крај да се изврши притисок врз Иванов да ја смени одлуката и да го добиете мандат. Да се изврши притисок, да се отстранат причините и било што да го даде мандат. Кој е крајниот рок после кој ќе превземете некакви чекори? Веќе се работи на основа на тоа, за да бидат подготвени Б, С, Д варијанти. Зошто? Ние можеме да веруваме во варијанта А. И таа е таа што ја посакуваме, тоа е редот. Оти секогаш создаваме некои лоши пракси. Не треба да создаваме лоши пракси. Таа варијанта е најдобрата варијанта што треба и за Македонија да се случи. Каков е рокот во кој сте подготвени? Во најбрз можен рок. Во најбрз можен рок. Што значи тоа? Може за еден ден? Што значи за вас најбрз можен рок? Најбрз можен рок
Пример е за тоа што зборев, барем за дел од тие варијанти, зборев за една. Избор на председател на собрание, најбрз можен рок е денот, штом најбрзо можно договориме со застапниците на сите тие 67 мандати име за председател на собранието. И тоа можеме навистина брзо да го направиме. Така, за да побараме од председавачот на собранието да ја продолжи прекинатата седница, да се формира комисија за избор и именувања и да се избере председател на собранието. И тоа можеме да го направиме. Не знам кој би го спречил тоа и со кои причини би го спречил. Впрочем, и јас не знам со кои причини би продолжил Груевски да бранат Македонија од нас, федерализација, кантонизација, па ние ги знаеме причините тоа. И вечерашното интервју одвраќа од било какви изговори за протести. И вечерашно интервју. И цела дебата што постои во Македонија. Еве го Заев нема мандат од Иванов. Се од што брани? Значи нема, еве овој соопшти не му го дава мандатот. Зашто ќе протестира се? Зашто? Што? Така да се зацементира одлуката на Иванов, да не се предомисли, да не ја отповика, за тоа е. Така да она кое што ВМРО ДПМН во идење ќе го прави, ќе нема никакви аргументи и да го прави. Ако нема никакви аргументи да го прави, тоа има да наслабнува и да нема свој потенцијал и да обесхрабрува глупости внатре. Зошто? Заради тоа што ова е само заради заштита на криминалот и парите украдени кои што лично ги имат направено се. Ја навистина ви се восхитувам на вашиот оптимизам, меѓутоа навистина како граѓан не зборам како новинар, зборам како граѓанин. Мислам дека треба да бидете спремни на најцрното сценарие. Познајќи ги луѓето кои се од другата страна, не зборам за ВМРО, зборам за врхушката на ВМРО околу Груевски. Мислам дека ако сакате да не убедите нас дека знаете што правите, треба да се спремите и за најлошото сценарио и во таков случај да знаете точно како треба вие да реагирате и нас да не повикате како да се однесуваме. Иначе имаме работа со многу опасни луѓе. Ова навистина така мислам, не го глумам ова. Навистина имаме работа со болни луѓе, како да ви речем. Во името на тоа што досега го тврдев и го исполнивме. И во името на тоа што го докажавме досега. Барам да се верува дека знаеме што правиме и ве уверувам дека имаме решение на состојбите. Точно е, ја посакуваме варијантата Иванов да го даде мандатот. И имаме решение. Но во моментот се што можеме да направиме е да апелираме на присебност, на трпение и на внимание од сите. Зошто? Заради тоа што за лукративни вакви интереси се подготвени на се. Имат многу пари, финансираат млади луѓе кои што провоцираат по улици или слично. Ако прошетате сега по Скопје, ќе видите луѓе што продаваат прехрана, продаваат пластика или било што, се плашат да ги отворат дуќаните. Не знаат кој ќе им влезе внатре, каков вид на провокација ќе се случи. Тоа е нелагодноста на моментумот во кој што живееме. Но апсолутно сме свесни за тоа. Апсолутно знаеме дека ова безобразие може да помине некои црвени линии, кои што иако веќе се поминати во одредени сегменти, дека треба час поскоро да интервенираме. И интервенираме. Работиме. Може не е добро да го кажувам тоа, додека сум јас на ова интервју има разговори помеѓу работни групи на политичките партии. Течат во дел да се изнајдат решенијата, за да ги отклониме ваквите стравови кои што вас, а преку вас секако и огромен процент од граѓаните ги плаши дека можно е да забега работата во непосакуван правец. Селмани Блажевска, Зоран Заев, ви благодарам што бевте вечерва дел од Отворено и благодарам и на публиката што беше активна, што поставуваше сериозни и суштински прашања. Ни остана многу прашања неодговорени, можеби суштински пред се околу економските состојби во земјата и околу тоа што би следувало понатаму, меѓутоа веројатно ќе го оставиме за некои помирни времења кога политичката турбуленција ќе нема ова димензија што сега ја има. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Останете со телевизија 24.